Look at me. Драга Македонија, добро ни дојдовте во уште едно летно издание од вашата омилена летна емисија Hot Stars. Ние, како што може и сами да забележите, се наоѓаме на нашата на веќе добро познатата локација, односно најактуелната локација ширум Македонија, тоа е Хотел Мирор Бока ди Лупо. Ние за денес ви припремивме и такако интересна емисија, на вас само ќе ви предложам да си се сместите удобно затоа што почнуваат минути уживање. Нашата денешна гостинка, која што доаѓа директно од нашето соседство, можам да кажам дека се разликува по сите други поради тоа што секогаш на себе има по некои екстравагантни парчиња облека, како да кажам, дали се машнички, дали се фудбалски топки награди, оставам на вас да видите на незините настапи. Можам да кажам за неа само дека има 20 години, а веќе прави концерти ширум Балканот. Ема Радујко во отвореното студио на Hot Stars. Ве моламе еден аплауз. Здраво, Ема, и добре ни дојде. Hvala na pozivu. Дали се чувствуваш? Веќе ми е со тобом прелепо овде, искрено. Баш ми е драго тоа. Сега ќе те прашувам дали ти е убаво, со оглед на тоа дека не ме разбираш толку добро македонски, се надевам дека ќе се разберем. Разумеćemo se, lepo mi je za sada kao kad počnem već da te ne razumem, možda će mi biti manje lepo. Šalim se. Potrudit ću se da te što bolje razumem. Така, кажа во самата најава дека секогаш носиш некои екстравагантни парчиња облека, а тоа дека не го излажав е докази денешниот твој изглед. Што ова значи? Каква Pa iskreno, тематика има? meni je kada su u pitanju outfiti, scena, nastupi, sve jako važni. Znači, uvek moram da sam full obučena, ako nisam full obučena, džabe sve ostalo, ne mogu ništa ni da odradim kako treba. Ja kad se osjećam brutalno u svojoj koži i u svojoj garderobi, onda mogu sve to da iznesem kako treba, tako da uvek mora da bude nešto ludilo i zajedno se sa mojom stilistkinjom uvek dogovaram, pravimo sve zajedno što treba. I uvek mora da bude nešto brutalno, nešto drugačije. Така е, затоа и така тоа изгледа. Преуникатно би рекла, многу ретко кај нас, барем во Македонија, пеачите се осудуваат да излезат од својата комфорт зона, но затоа сега ви имаме припремено уште едно изненадување. А тоа е една наша млада пеачка која мислам дека ќе биде и како добра комбинација заедно со Ема, затоа што двете се млади, двете се убави, двете се атрактивни, двете делат иста професија. Да ја поздравиме Марија Данева во отвореното студио на Hot Stars. Повели, Марија. Ајде, добре ни дојде, не ни се поздрави со никој, ама се поздравивме претходно, знам зашто. Добро ве најдов. Како се чувствуваш, да те прашам и тебе, вака еве прв пат си ни во нашата емисија, исто како и Ема? Да, поискрена да бидам, чест и задоволство ми е што сум дел од емисијата и како да се чувствувам покрај вакви убави девојки. Одлично. Благодариме премногу. Се знаете ли со Ема лично? Не, лично не, ама Ali сега се. bukvalno kad sam tek stigla, odmah sam zapazila, rekao vidim da je baš lepa i zgodna, moram da kažem. Фала ти многу. Марија ни е една од така најубавите македонски пеачки, млади. Можам да кажам дека вие две се разликувате само по некоја работа, а тоа е сценскиот настап. Ако Марија е повеќе посветена на вокалниот дел и на тоа како ќе го отпее, Ема ни е повеќе посветена на тоа како ќе изгледа на сцена, на перформанси, на сите тие работи. Но мислам дека двете работи кои ќе се спојат, според мене, тоа е веќе вистинско шоу. Се согласувате со мене? Апсолутно, да. Слажам. Да, јас можам да кажам дека јас се посветувам нели повеќе вокално, но во никој случај сметам дека не треба да се занемари сценскиот настап и тоа како ќе изгледаш. Но сметам дека кога ќе се споат тие две работи во едно, може да се стане вистински шоумен. Апсолутно. Ема, ти Naravno, што мислиш на тоа? kod mene je sve važno. Ali iskreno najvažnije je na kraju da se ljudi jako dobro provedu i da taj provod se pamti, da se o tome priča. To mi je nekako najvažnije. A naravno sad uz brutalnog artista, izvođača ide i vokal i stil, oblačenje i sve. Znači sve mora da bude komplet i još da se ljudi ludilo provedu. To mi je nekako onako najvažnije.
Ема, ти имаш изјавено дека секој изведувач треба да биде свој на своето, односно да се прикажува во свое најдобро светло. Зошто ова го кажувам? Затоа што имаш еден од поспецифичните настапи каде што еве кај тебе полевање со вода, кај Десингерица си има свој начин. Елена Карлиуша си има свој начин. Тие се неколку типови што се малку поразлични од другите. Дали сметаш дека тоа е патот кон успехот, да бидеш поразличен? Pa iskreno, kad je uspeh u pitanju, najvažnije je da budeš svoj. I ništa da ne forsiraš, da ne radiš sad smišljeno. Ja naravno nisam došla i rekla, sad ću da se polijem vodom i kao to će bude vau. Ne, nego je mene to u tom momentu izložilo, odradilo i ja sam to tako uradila i meni se to pre svega dopalo, pa i onda i drugima. Ali potpuno mora bude prirodno. Nema sad da se bilo ko tu folira. Ja uvek kažem, mene pitaju kao je li jedna Ema ispred kamere, druga Ema iza. Ja kažem ne, to je sve jedna ista Ema. Znači, sve jedna ista Ema, nema druge. Сега е лето и е топло, па да се полеш со вода е окей. Iskreno bude mi lakše. Znaš ti, kada pevaš i kada radiš, bude vruće. Znači, ja jedno čekam da ti kažem, tamo malo da se osvežimo. А кога е зимно време? Кога е ладно надвор? Tad je, sve bude hod, bude topla atmosfera i tad isto mogu da se polijem lagano. Марија, ти некогаш би се поливала ли со вода на твоите настапи? Мислам дека не. Pa ne možeš to tako da je pitaš. Moraš da razumeš da ona radi nešto svoje. Ona mora bude svoja čoveče, džabe sad. I da mene neko sad pita za nešto što neko drugi radi, isto ne bih radila. Razumeš? Može to nekome naravno da se svidi ili ne, ali smatram da ona treba da bude svoja i sve što nju ponese i ona sve što misli da je dobro za nju treba da uradi. Ајде сега поразлично ќе го поставам прашањето. Марија, еве вака тебе познавајќи те скромна, пристојна девојка. Ретко. Ja nisam. Ма и ти си пристојна, не сум рекла дека не си, ама еве од друга страна сакам да го поставам прашањето малку заобиколено. Што сметаш според тебе дека е правилен начин да стигнеш до успехот и да бидеш пример помеѓу првите изведувачи или рамо до рамо со нив? Па пред се мислам дека човекот треба да има некој талент во себе, бидејќи сметам дека кога имаш некој талент во себе, можеш да постигнеш многу работи, зависи за каков талент станува збор. A mislim da treba svakako da imaš ono nešto, da pored talenta i svega ipak mora te prati neka sreća. Apsolutno, apsolutno. Jer nekako ako ti je to suđeno i ako se kockice poklope kako treba, onda je to to. Ali moraš da imaš ono nešto, što i to nešto verovatno nikad nikome nije jasno šta je to tačno nešto, ali da imaš ono nešto i da jednostavno kupiš publiku. Само што сакам да те прашам што е тоа нешто, ете ми одговори дека не знаеш се уште што е тоа нешто. Pa to je ono nešto, to je, ja kažem da je to dar i da je prosto to neka energija koju nosiš sa sobom, koja kupuje svu tu publiku i te Па ljudi. добро, ама тука знаеш како? Пример ви Александра Пријовиќ никогаш нема онакви екстравагантни настапи, она е баш Da, ne пример. mora, uz nju ne ide da bude takva. Da. Uz Da. nju ide da bude damica. Da bude Епа takva Марија kakva е jeste. нашата дама, значи вечера. Да, фала. Uz nju ide to i mislim da je ona sa tim nečim što ima u sebi kupila svu tu publiku i stvarno svaka čast na tolikom uspehu. Да, апсолутно. Сега би те прашала. Дали знаеш нешто македонско? Знам дека не отиде на тонска проба, го пративме диџејот сам за да ја направиме оваа емисија, еве кога го кажеме јавното. Дали знаеш некоја македонска песна? Може ли нешто заедно да ми запеете? Нешто македонско? Nemoj da ja pevam na makedonskom. Ништо не знаеш? Не може од Тоша Коевски сигурно знаеш нека Ja песна. znam Toša, ali ne mogu da pevam na makedonskom, zato što... Ајде на српски отпејте ми нешто. Ги знаеш на српски Да. песните? Volim osmeh tvoj, baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje poljubci moji. Ma kriv je meni svako kom smiješ se ti, moja ljubavi. Volim osmeh tvoj i nosi ga uvijek, smij se samo dušu mi griza uvijek. I krivi su mi svi i krivo mi je sve kad sam bez tebe. Ма браво, девојка, браво. Ема, значи за следен пат може и ти ќе ги научиш песните. Sledeći put ja na makedonskom. На македонски, која песна ќе ни ја отпееш на Ne македонски? znam, smislit ćemo. Добро, одлично договорено. Ова веќе е документирано пред камери. Пази што си ветила. Има многу кажуваат дека наликуваш на, мислам дека си женската Десингерица.
To je dobro Не знам да си дали- рекла, рекла, реći ćeš nešto друgo. Не знам дали знаеш, но тој ни беше еден помеѓу првите гости и кога го прашавме за мислење токму за тебе, го одговори ова. Znam, uspešna, mlada, harizmatična i nekako onako ima motivacije onako za svim što hoće da postigne, da radi to. Onako. Nekako ima светлу буdućност. Колку ти годат овие зборови што тој ги кажа за тебе и колку ти годи тоа да бидеш таа женска верзија Десингерица? Pa već su me jednom pitali, hvala mu na tome, već su me jednom pitali i baš sam rekla da ja prema njemu imam veliki respekt, jako ga gotivim i poštujem i kao izvođača i ovako kao osobu, pošto smo baš dobri i družimo se. I mogu samo da kažem sve najlepše o njemu, bukvalno. Ali, mislim, naravno da mi prije kad čujem tako nešto lepo o sebi i da mi itekako znači. Така е, Марија, тебе ретко може да те видиме на некоја емисија или некаде ретко може да забележиме било какви коментари, затоа што ти многу ретко не се појавуваш. Зошто? Па искрено, не дека не се појавувам воопшто, нели, Да, на ретко реков, емисии, не реков ретко, да. воопшто. Но ќе бидам многу искрена, многу се срамам. Прво, Не треба. се срамам, Прекрасно изгледаш, мислам, прекрасно зборуваш. додека пеам, таков проблем немам, но поготово кога треба да дојдам некаде на емисија, имам трема премногу голема и мислам дека затоа, но сега работам на тоа и мислам дека треба да се појавувам, нели, во емисии, да ме запознаат секој повеќе луѓе преку тие емисии и Ете, мислам дека работам. сега немаш трема. сега не. На почетокот познаваме. малку да, но Možda веќе ima не. malkice. Да. Malkice ti po rukama. Малку, Malkice, ali- treba da se opustiš, da ćeš Da. kao da pričaš sa svojim drugaricama i ti to naravno da paziš. Да, како гледам да видам што ќе Нормално. каже, со кој ќе Kao причаш. opustiš, ali ne bukvalno. Да. Да, тоа е. Марија, кажи ми, која пеачка, еве пример да кажеме од нашата или од балканската сцена е твоја звезда воделка или твој идол или некаде каде што се стремиш пример да бидеш во иднина? Патокас. Па искрено, ги има многу музички некој да од- изведувачи, но еве ако треба да одберам, би одбрала од нашата, од македонската сцена, тоа би било Каролина Гочева. знам. Каролина Гочева, да. Нормално. Каролина Гочева или Тамара Па, ако Тодес. бидеш како Каролина Гочева, тогаш никогаш нема да се појавиш на снимање. Каролина Гочева не се појавува воопшто на Знам. интервјуа. Ема, кажи ми тебе, кој ти е идол? Ти како кога пример, кој ти бил патокас низ целиот овој Pa moj idol, da kažem. Nemam sad nekog idola, ali osobe koje ja pratim nisu iskreno kod nas. Znači, ja imam nešto svoje što gledam da proguram kod nas, da bude to onako kako ja volim, ali iskreno šta najviše pratim, to su Španjolke. Mogu kažem da jako volim Anitu. A sad da izdvojim nekog našeg, pa ne mogu, mislim da je nekako svako za sebe. Мислев дека ќе ми кажеш Бритни Спирс поради тоа што денес ми е така некако Тој фазон. Ама кога беше Da, rekao, danas sam malo više, svaki put sam na nekog drugog, ali iskreno da, jako volim, pratim Španjolke, pratim više tu scenu što se tiče izgleda i to više volim. Znači, Затоа што Ема ни е настрплива да почнеме со играта, јас би поставила само Да, уште едно ајде. прашање, а тоа е во изглед можам да кажам дека исто така многу наликуваше на Елена Карлевиша, затоа што Елена Карлевиша од секогаш ги има тие смели комбинации, да се појави она да биде жениште која ќе се појави на сцена. E pa Ti godi li to? I to mi godi, pa naravno Karleuša ozbiljno izgleda, ozbiljna je žena, ozbiljna je zvezda i naravno da mi odgovara, kome ne bi odgovaralo, zar ne? Па така е, апсолутно. Сега тука мислам дека може да направиме една кратка пауза, односно да наздравиме со едно убаво винце. Гледам дека пиеш водичка, ама ова е Pa mogu samo da nazdravim. да, живели. Сакам да ги оваа прилика би ја искористила да ги поздравиме нашите пријатели, помагатели од Вардарска долина, Шато Ризов, за кои што веќе добро сте запознани дека го имаат најдоброто вино. А сега, кога сме кај виното, тука следуваат и првите подароци. Ова ви го имаат припремено од Шато Ризов. Не пиеш вино воопшто, затоа што вежбаш? Ne pijem. Povedi, Marija? Благодарам.
Благодарам. Волим понекад, али тренутно не пием ништа. Имавме една гостинка ни кажа, па јас ќе го дадам на мама и на тато. Може и ти на твоите дома да го дадеш или на некој кој што сакаш. Ето, тука имаме позади камерите еден дечко кој што е спремен за да си ќари едно винце, но пред тоа сакам да ги погледнеме летните авантури кои што ги припрема Марија. Светот убав е, па и без тебе и без нас ке осамне. И што е многу, сепак многу е, па нека боли, некогаш ке помине. Чекайте, дечки, па денеска јас не сум тука за да пеам, денеска сум тука да ја водам рубриката на Hot Stars и малку авантура, а тоа е трка со гуми. Вака, имаме два тима, тоа се сини и жолти. Правилата се да стигнат до пола од базенот, значи тие што се од страна ќе ги буткаат тие што се во гума. Потоа тие што се во гумата треба да се симнат од гумите и да допливаат до крајот на базенот, па да се вратат назад и потоа да ги сменат местата со своите парови. И да стигнат до крајот на базенот повторно до почетното место. Тој што ќе биде прв е победник нормално. Да ги најавам тимот на жолтите се Елена и Тамара, а тимот на сините се Октај и Марија. Дечки, дали сте подготвени да почнете? Чекайте малце, прво морам да најавам тука дека ќе имаме бони која што дополнително ќе ги прска од страна за да имаат малку потешкотија. Нормално мора да биде малце потешко, да не биде така лесно. Да видиме кој ќе е победник. Дечки, се слушаме ли? 3, 4. Тимот на сините, а тоа се Октај и Марија. Браво, 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 дечки! И еве ги нашите победници, драги гледачи. Денеска во оваа рубрика бев јас водителка наместо Марија, но морам да признам дека ова беше нејзина прва победа во овие игри. Што значи дека изгледа кога не е водителка е многу посконцентрирана на игрите. Марија, како се чувствуваш после победата? Се чувствувам преодлично, зашто можам да кажам дека во последната емисија конечно сум победник во овие летни емисии. Браво, Марија, морам да ти кажам дека стварно се потруди и ти и Октај, но секако да не ги да не ги заборавиме и Елена и Тамара. Браво, аплауси за нив. Одлични бевте, дечки, а морам да признам дека и мене ми беше интересно во улога на водител. Сега го препуштам микрофонот на Марија. Фала ви премногу, фала и премногу и на Лара денеска што се втурна во улогата да биде водител што ме замени. На момент мене за ја да можам да победам, а сега заедно се враќаме во емисија и тоа кај Ивана. Чао! Откако убаво се насмеавме со летните авантури, време е и за Марија во живот да ни демонстрира што таа уме, знае да ни покаже преку нејзините игри. Ема, дојде твојот ред. Конечно. Или твојот дел. Ајде. Ајде. Повели Марија. И сега продолжуваме со мојата рубрика, а тоа е сладки маки. Како што гледате, моментално имам припремено една кутија и во неа се наоѓа еден балон, ама вие не смеете да гледате каде се наоѓа балонот, а тој што ќе го дупне балонот со помош на овие стапчиња овде треба да прави 5 чучиња.
Дали сте подготвени? Да. Ајде. Ајде, кој иде прв? Ајде ја. Ајде прв, некој кој ќе пробелет. Ајде. Гутне. Добро. Да. Ќе треба да пукнем. Ајде. Ајде. Океј, ништо се Добро. Али како кога ова неće да проđe, неće да уđe како треба? Чекај да видам јас како изгледа од тука. Во средина? О, добро е, добро, одлично, одлично. Ето. Добро, идеме како Кога ме Земи кажете друга. скрши ти. Земи друга. Кршимо мраз. Ајде. Учинила Опа. sam je uslugu. Отида, Павла. Ајде, фала. Ајде, Емче, 5 чучњеви правиме. Hoćeš sam? Ајде. Ми отиде, ема за малце, не може да биде вечерва на настав. 3, 4. 1, 2, 3, 4, Navija. 5. А може со Марија 3? Оу, не. Не можам, ќе ми пукне фустанот. Добро, за тоа ема го пукна балонот. Да, намерно. Сега, затоа што бевте многу добри во играта, имам да ви поклонам по еден поклон. А тоа е поклонче од Аџико Home Center. Место каде што можете да најдете се за вашиот дом и градина, повелете. Благодарам. А ние се враќаме назад. Девојки, мислам дека многу брзо ја изигравте играта што имаше припремено Марија, но ема ти попушти малку. Да, знам. Го виде твојот аутфит вечерашен, на дека тоа. на вистина не е Ženski баш. se uvek drže zajedno. Да, Да, тако е. Тако е. не можеше да направи чучњеви, како и да е. Девојки, не е само играта тоа што ви го има припремено Марија, затоа што сега следуваат кисели насмевки. Тука се малку поинтересни прашања на кои што ќе следуваат интересни одговори, веројатно. Повели Марија со твоите кисели насмевки. И сега за денешнава рубрика ви имам припремено по 3 прашања и очекувам искрени одговори. Ама мора да ми одговорите на прашањата, нема не важи. Договорено? Ајде, првен прашање за Ема Радојко. Да можеш да бираш да ги слушаш само песните од Цеца или пак само песните од Јелена Карлеуша, која би одбрала? Да ти преведам првен? Или си разбра? Да можеш да... Ništa te razumela, moraš sledeće. Да можеш... Ма не, она разбра, само сака да го прескокне прашањето. Ема прескокнувања. Nikad ni za što ne biram strane. Nikad. To baš Ги слушаш и Цеца и Карлеуша. slušam jednu i drugu, da. А сега второво како ќе ми го одговориш? Дали би попрво на брод со бресквица или на јахта со војаж? Po sobraskvicom, šta? Bolje mi je ženske. Ке се дружите. Pa naravno. И последно прашање, што мислиш? Што повеќе ги привлекува машките кај тебе? Градите или задникот? Што ти е појака страна? Šta ti je jača strana? Razumela sam samo za zadnjicu, ali nisam Ne, ovako. Груде. Da, šta? Груди Da li mi da li grudi? napred ili pozadi? Da. A pozadi normalno. Pozadi je jače da je jače. Dobro, eto. Ajde, сега, Marija, ti прашање до тебе. Ajde, konačno. Da bi можела да бираш чија слава би ја присвоила за своја? Уф. Тешко прашање. Neko način. Ja bi za tebe rekla Prijevićka. 5, 4. Пријовиќ. Dobro. Андре Пријовиќ. Ko to ne bih hteo, da se razumemo? Второ прашање. Богат и дебел цел живот или слаб и сиромав цел живот? Slabi. Сиромав. Pa šta će ti slabo? Богат и дебел цел живот. Da ne protumačen ili Може да ослаба. Може да ослаба да вежба и како Да. ослаба. Богат и дебел. Добро, трето прашање. Iskreno, ovo je bilo jako iskreno. Rekao ga bi tako odgovorio iskreno, jel da? Да. Zato. Фала. И трето прашање. Дует со Ема Радојко или дует со Десингерица? О, и со Ема и со Дистингерица. А да И со мораш двајца. еден? Не можам да одберам. Neće se ja ljutiti. Не. Не, и со двајца. Добро, фала ви за искрените одговори. И сега би сакала исто да ви подарам еден подарок. Što, gde si jače, napred ili pozadi? Ја напред. Нешто, некој има напред. To se podrazumeva.
Еве, повелете, овие ви се подароци од Адмирал. Повелете. Благодарам. И тука секако би сакала да ги поздравам нашите нови пријатели од Адмирал, кои во Македонија постојат уште од 2009 година, а се распространети ширум нашата територија, дури во 55 клубови, каде нивните клиенти можат да пронајдат вистинска забава, возбуда и многу добивки. Да потенцираме, ова важи само за полнолетни лица, а сега веднаш по оваа рубрика би сакала да го погледнеме секако и прилогот кој што го спремивме од Кавадарци. Јас и мојот тим ви се јавуваме со предобра енергија токму од ова место, каде што ќе го проследиме Тиквешкиот гроздобар. Каде, ако не во Кавадарци, градот кој што со право може да се нарече еден од најголемите градови за производство на вино и за производство на грозје во Македонија, а исто така и во Балканот. Јас можам да кажам дека тука е феноменално и сега е време да прашаме неколку умина како они ја доживуваат оваа манифестација. Slatка si koja si nervozna, oduševne moja, senti para rutina, ne ubita ljubomora. Hvatam sum i ne možem da izdržam, a da ne probam, od ti je usni vela, moja vela, vela, ne, 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 a ne, 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 pak i natera, le, 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 a ne, 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 a ne, 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 za tebe pak ja pravam se, a le, 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 bukaj me, ne rani me, na telo tragi od tebe, moja vela, vela, moja vela si za sekogaš. Dali su mjesta što te bude još aj strast, neka čujat se te na glas, neka ti se... Како што знаете, гости на овогодишниот Гроздобер се нашата млада и атрактивна пејачка Лара Иванова и нашиот млад и атрактивен пејач на сите добро познат како Пајак. И секако моравме и нив да ги прашаме и да го слушнеме нивното мислење за овогодишниот Гроздобер. Здраво! Здраво, Марија. Ајде да ве прашам по едно прашање, може ли? Како ви се допаѓа манифестацијата поврзана со вино и насмевки? Многу ми се допаѓа, искрено бев пресрекна кога слушнав дека ќе настапуваме. Мило ми е што е прв пат сме на оваа манифестација. Морам да признам дека сум многу професионална и многу ми се допаѓа сега за сега како се тоа. Се не ми остае што кажам јас. Истото не, стварно прекрасна е целата организација тука, супер. Прв пат сме оваа година, така да ќе видиме како е понатаму. Што повеќе ви се свиѓа? Дали црно или бело вино? Па мене бело вино. Исто. Може би бело повеќе, да. Добро. Дали верувате во игри на среќа и дали некогаш сте играле било што за да добиете? Не ми текна дали некогаш. Дефинитивно верувам во среќа и мислам дека тоа среќата има секаде, дали во такви игри на среќа или општо вака во кариера или слично во животот. Сигурно некогаш имам играно, немам добиено, мислам дека ништо, ама мислам дека има нешто поврзано со среќа. Не, јас верувам во среќа, како и да е, и дечките се тука, мислам дека има се срекни што се има се слика. И последно прашање, дали наздравувате со винце после вашите настапи? Па се случи добро. Да, реално. Јас поредко пијам, ама Лара, еве воопшто не покрај. пијам, ајде. Поредко. Пајак пие? Па не сам пијам. Здраво. Наздравувам, да, реално. На настап сме битно цело време трезни, На вода. да, на вода. Тоа е најважно. Да. Фала ви премногу за вашите одговори. To što go praviš namerno, to, jaz po tebe tragam uporno. To, pak me lažeš iskreno. Sada srce kameno. Случајно ве здогледав и не можев да не ве прашам и вас, како ви се допаѓа манифестацијата? Многу добро. Дали вие наздравувате со чаша вино на додека си работите работата? Да, многу нормално. Да, за ваков настап. Дали посетителите повеќе преферираат игри на среќа или пак чаша вино? Во комбинација. Во комбинација. Комбинација? Морам да ве поцелам, денеска сте преубаво облечени. Можете да видите, преубаво облечени. Ви посакувам да имате убав ден и секако да биеме повеќе вино и да играме повеќе игри на среќа, така е? Да. И секако гостин на овогодишниот Гроздобер е исто така и познатиот пејач од Србија, а тоа е Реја. Реја, најпрво да ти посакам добре дојде и да те прашам како се чувствуваш?
Ako sam te dobro razumeo, poželeo si mi dobrodošlicu. Hvala na tome. Osjećam se super, nekako ja, kad god sam u Makedoniji, to volim da pomenem, da je moja karijera i kao nastupi su počeli u Makedoniji, tako da to je ono prva ljubav što se tiče muzike i nastupa, tako da ovde mi je uvek lepo i to traje već preko 10 godina, tako da baš sam srećen svaki put sam ovde. Дали веруваш во игре на среќа и дали некогаш играш нешто за да добиеш? Ne. Verujem da su igre to za nesreću, nema to sreće. Добро, и да те прашам, дали обожаваш бело или црно вино? Ni jedno ni drugo. Retko pijem, ali ako moram da biram, nek bude belo. И дали наздравуваш после твоите настапи со чаша вино? Со čaša vode. Jedino ako ćete me, moram da popijem ovde čašu vina, ovo neki test, aha. Па за гроздоберот секако. Šalim se, znaš kako, nekako mi je, ranije sam volao češće da popijem i onda sam kroz godine to smanjivao, da je to došlo do mere da popijem možda jednom godišnje, 2 puta godišnje maksimum, kad su baš neke baš posebne prilike. Дали ќе не дојдеш во студио на гости? Ako bi bilo te svadi, ще dođe. Секако, ева, те повикуваме. Kako? Те повикуваме да ни дојдеш како гостин во студио. Povikuvajte. Фала ти премногу. Ništa, uživajte, čao. Како што гледате тука атмосферата е топла. Секако со добра музика, чаша добро вино, исто така игри на среќа. А ние ве поздравуваме со топла насмевка од градот на виното Кавалерци. Уживајте. Девојки, да ве прашам, дали се забавувате, дали ви е интересно сето ова тука што го правиме вечерва? Апсолутно. Да. Ова е како изгледаше, како да не има баш добро, ама не баш се забавува. Stvarno ste jako divni, meni je drago što sam bila i bilo mi je baš lepo. Имаме уште неколку прашања, но пред тоа оваа прилика би сакала да искористам секако. Да, има уште малку. Има уште нешто што секако би прашала, но претходно сакам оваа прилика да искористам да ги поздравиме нашите Азелија МК, Luxury Shoes и нашата докторка Теодора Зеровска од Dental Spa, кои што се грижат за нашиот изглед, а сега време за прашањата кои што остана. Ема, која е најголемата глупост што имаш направено во име на љубовта? Кога некој ти изневерил, пример, кога некој те разочарал, ги изневерил твоите очекувања, во име на љубовта најголема глупост. Pa iskreno što god da sam uradila zarad ljubavi ne smatram da je glupost. Možda neka kasnije sam smatrala, ali pa ajde šta sam najluđe možda uradila jeste kada sam raskinula sa dečkom i ja sam skapirala da on se trudio da mene dobije nazad, nije bilo šanse da me dobije nazad, ali eto na kraju je se ipak desila šansa tako što sam ja rešila njega da iznenadim nakon mnogo meseci. Samo sam se pojavila u drugoj državi u kući bez da iko zna da ću uđem da se pojavim u kuću, pa što ja zatekla, ali ja sam otišla njega da iznenadim. Искрено. А сега, кога веќе што затекна таму? Кога стигна? Кога веќе го отвори? Ja znam, prošlo već mnogo meseci, možda dečko našao neku devojku. А така, ти си отидеш, што биде. Па ќе видиме понатака. Маја, кажи ми кај тебе, кај машките, што најмногу те нервира? Што не сакаш да прават во врска? Да лажат. Не сакам воопшто да лажат. Подобро е да се биде искрен, без разлика за што и да е. Мислам дека не треба во никој случај да се лаже, треба само искрен да се биде. Ема, ти имаш изјавено дека не сакаш машките да те менуваат и сакаш да ја прифатат едноставно твојата професија како таква што е. Да. Дали би била со некој твој колега музичар, затоа што само тие горе-долу би можеле да ја разберат професијата? Pa, iskreno, Najmnogo. Jeste stvarno velika stvar i važna stvar da neko prihvati sve ovo što ja radim. Jednostavno sam u pokretu, nalazim se među dosta ljudi, dosta različitih ljudi, ali što se kolega tiče, iskreno nisam ni sa kim bila sa scene. Moji momci su uvek bili sa strane i to mi je tako odgovaralo i mislim da će tako i da ostane. Тебе те поврзуваат цело време со фудбалери. Врти од лево, врти од десно, пак фудбалер. Жена фудбалера? Pa možda zbog moje pesme, dobro, ajde, ja sam bila jednom u vezi i to i tad se vrtela priča oko toga, ali imam i pesmu Žena fudbalera, pa eto, verovatno zato. Марија, трошиш ли како жена на фудбалер? Трошам.
Да? Добро. Да. Искрено, значи ми одговори. Добро, дај Боже сите да имаме да трошиме како Апсолутно, нивните кожена жени. фудбалера. Особено тие фудбалерите што заработуваат баш убаво. Да. Кажи ми, кој од балканската сцена или од нашата сцена пример би го издвоила како добар дечко, добар маж? Нека биде војаш. Војаш? Никогаш не би рекла дека ќе го издвоиш војаш. A šta si mislila da ću koga da izgledam? Па не знам, повеќе Желко Јоксимович, пример, би ми одговарал на изгледот на Марија, него војаш. Војаш никако не ми се совпаја. Kako Joksimović Така сега, јас кажувам кој е убав. Не. Може не ми го разбравте добро прашањето. Јас кажав кој е добар како маж. Ti si mislila za muziku kao ko je dobar. Не. Кој е добар на изглед? Па на изглед или покрај мене како маж, како за дечко. Ајде, војаш, убаво си одговор. Ајде, нема везе. Ајде, тука од вас. Не, за дечка. Кој би издвоила? Па можда Вара Желко Јоксимович, откажа да знаме. Девојка има 24 години. Океј, сега тука настана некој недоразбирање. Марија се кажа војаш, така да следно кога ќе ни биде војаш тука кај нас во Македонија, ќе ги споиме Марија и војаш. Океј, договорено. Желко Јоксимович го бришиме од листата затоа што е женет човек. Нешто против Željka Joksimovića, реално неко млаđi malo. Малку помлад, да, плюс и женете, точно во право си. Јас мислев кој се допаѓа на лик, ама добро. Имаше логика и Željko ова. Joksimović dopada na lik. И тоа што е, да, точно и тоа така. Pa tako, reci da i mi tebe da pitamo nešto. Ајде, слободно. Дали ми се допаѓа Желко Јоксимович? Дефинитивно, апсолутно. Definitivno. Мажиште. Мажиште. А кој уште... Ko ti je najzgodniji? Кој ми е најзгоден? Na primjer, evo od, da kažem, mlađih. Ајде. Ajde. Сега мене каде ме фативте тука, кој ми е згоден, па згоден ми е Релја, можам да кажам дека ми е многу згоден. Кој ми е МС Стојан не е лош, иако оди сега со твоја врсничка или една година помала девојка од него. Ете, таму има разлика, зошто за таму не ми кажеш дека имаат разлика Ne, во pa godine години? su samo broj. Па така е. Pa slažem se. Ти па ете двајца Nisam кажа. ja završila sa pitanjima. Добро, ајде, имаме уште неколку прашања, се Ajde, префрлиме. onda imamo više vremena da nam duže traje emisija. Добро. A sad da ti pevaš sa kim bi snimila duet? Јас да пеам со кој би снимала дует? Od Па, mlađih i od starijih. веројатно заради тоа што малку сум јас побунтовна по карактери, нема да ми стојат тие балади, би пеела со твојата колешка, со Теодора Джахверовиќ би испеала еден дует. Да. Теодора Джахверовиќ исто ни беше гостинка во една наша емисија сега пред Била е или не? известно време. Беше, да, била е. Не ја прашавме воопшто ништо за тебе, но Марија имаше едно суптилно прашање кое што го упати до неа, а тоа беше... Дали твојата песна Чука од новиот албум содржи некои искриени пораки? Да. Idemo dalje. U pesmi Čuka. Па да. Pa mislim da nam je svima jasno da je ta pesma za nekog dečkića. Добро, многу фино ми одговори. Види вака, јас морав да си ја свртам топката многу брзо кон тебе. Ja sam ti čak i pomogla da me pitaš još. Да, ти благодарам за тоа. Одлични прашања имаш, како и да. Може некогаш да правиме емисија сите заедно, како Može, водител. da, ja ću da rešetam. Па да, ама само мораш да дојдеш малку порано. Hoću. Добро, договорено. Ема, кај тебе ти уште од почетокот на твојата кариера некако те нападна многу со коментари, критики, оспорувања. Дали тоа го сметаш како предност за побрзо да се пробиеш на сцената или го сметаш како мана за некој од Mogu епитетите? kažem za dobrim konjem se prašina diže, tako da to je dovoljno. Марија, ти што мислиш? Повеќе машките што сакаат? Сакаат ниски или високи, послаби или пополнички? Какви девојки машките сакаат според тебе? Па според мене секој има свој вкус. Мислам дека некој ги привлекува повеќе високите девојки, некој ги привлекува повеќе ниските девојки, но ајде нека биде висока и слава. Имаш изјавено дека нон-стоп носиш штикли, затоа што ако не ги носиш штиклите, не се чувствуваш своја на своето. Jeste.
Дали тоа значи дека имаш проблем со висината? Го сметаш ли Jako- некогаш jako како... volim svoju visinu, iskreno. Uvek kažem, za mene ne postoji kao prvo nizak muškarac, zato što sam mala. To mi je prednost. Kao drugo, kad sam nekako na sceni, na nastupu, kad se radi, ne mogu da ne odem u štiklama, kao da sam otišla da probam nešto, da otpevam, da se samo pojavim i da odem. Nekako ne mogu, ne osjećam se, ne znam, kao da mi, to isto kao kad bih pošla bez mikrofona, eto tako se osjećam kad nisam u štiklama, ali iskreno probala sam jednom i mogu da kažem da mi je bilo još brutalnije, da sam ja bila još živahnija, jer mi se nije desilo da mi otpadaju noge, ko što se uvek desi, jer su uvek neke baš visoke, jer volim da bude malo i više normalno. Добро, те благодарам на искрениот одговор. Сега цитирам една твоја реченица. Ajde. Ја увек се мувам и кад немам дечко, јас се мувам. Како тоа? Ne, ja sam to su malo moji fanovi isekli. U emisiji se to čuje mnogo bolje i razume. Dobro, uvek se ja muvam. Ja i kad imam dečka, ja ga muvam. I moji fanovi su to isekli i to je išlo na TikToku tako i to zvuči. Sad, meni jedan dečkić to poslao i on mi rekao, šta se muvaš? Kako se muvaš? Ja rekao, ne, svi su me pogrešno razumeli. Ja volim kad sam u vezi da se stalno muvam. Ne da to nestane. Како кога си во врска да се муваш? Da se muvam s dečkom, ne to se sad svojim dečkom. А, со својот дечко, Da, ja sam добро. to rekla, oni su mene pitali kao za vezu i to, ja sam rekla ja kad sam s dečkom, znači volim da se mi, bez obzira što smo zajedno mesec, 2, 3 godine, 2, da se konstantno muvkamo. Мувката кај вас значи она Da se kao, kako da kažem drugačije? Pa da se udvrne, da i dalje se borimo jedno za drugo, da ložimo jedno drugo, eto tako. Јас мислев дека нон-стоп си имаш еден дечко кој што си се муваш константно. Ja baš biram i ne muvam se sa svakim dečkom, nego volim da muvam svog dečka stalno. Добро. Имаш два дуета со Албино. Кој е следен дует за теба? Pa vidjet ćemo. Ајде, Kada dođemo u го sledeću најавуваш веќе долго време, мислам дека време и да се каже. Секако ова ќе оди за 2 недели, може ќе излезе дуетот до тогаш. Neće još izaći duet, ali evo kad budem došla u sledeću emisiju. Ќе има за што да зборуваме. Da, imaćemo. Марија, ти на ова поле што ќе ни кажеш? Имаш ли желба со некој да направиш дует, дали од наша или од балканска сцена? Па да, зошто да не. Би сакала секако. Во Сега оваа преговори прилика ќе ја искористам да кажам дека ви спремаме сега со мојот бенд нешто ново, авторско. И тоа ќе излезе некаде почетокот на октомври. И сакам да искористам оваа прилика за да кажам, да ја најавам, да. А исто така сакам да кажам дека би сакала да снимам дует секако. Од македонската јавна сцена би сакала со Лара Иванова. Со Лара? Лара Да. е прекрасна Да. девојка и мислам дека Има баш многу, би но биле би ја издвоила Лара. заедно топ комбинација. А кажи ми песната, брза е, забавна е, во брз Да, ритам? во брз ритам, забавна. Ајде да слушнеме нешто добро да ни излезе Да. кај нас. Ема кај тебе, освен тоа што кажа дека не го најавуваш дуетот со кој ќе биде, како продолжуваш ти понатака, веќе те чекаат на сцена да се качиш кај нас, македонската публика те сака, знаеш? Da, jesam i ja jako volim makedonsku publiku, iskreno svaki put kad čujem da sam u Makedoniji baš se radujem. Baš se radujem i imam ovde porodicu, mali deo porodice mi je ovde i kad sam bila mala sam stalno dolazila ovde, zbog njih da njih vidim i baš sam srećna svaki put. Значи и ти имаш нешто македонско крви. Pa više je mamin brat je našao ovde lepoticu, tako da su oni ovde i ostali. Тука се собирам во архива материјал кој сите од српските изведувачи ни кажуваат дека имаат помалку македонско потекло, па после тоа може да си го складирам. Знаеш како ни одат тие новинарски работи? Ке ти ги кажувам кога ќе дојдеш на следна емисија. Може би не се разбравме толку убаво, но мислам дека стварно си се насмеавме, убаво си поминавме.
Девојки, што друго да ви посакам, освен на вистина да се чекорите по овој пат каде што сега чекорите, тоа е патот на успехот, да бидете секогаш вака млади, насмеани, весели, расположени за игри, предизвици и да се гледаме само во убави прилики. Ви благодарам уште еднаш што ја прифативте поканата. Фала и на тебе исто. Драги мои, што друго да кажам, освен да си останете, да ми останете поздравени, се гледаме следна среда, до тогаш уживајте. Момент, што правите? Ништо, терете си. Uvek je... Čak nas ni ne slušate. Да, чак нас ни не слушате, убаво кажа. Ние се грижиме за вие да видите убави. Добро, Да, може. Ali opravdano, kao, samo što... Bravo, bravo, živi ko se snađe. Да. Objasni, ova je moj bila dobra. Како да кажам, ако Марија малку повеќе е посветена на вокалниот дел, Леле, Према. не бе трема не, само Да не знам зашто ќе процесуираш. грешам. Да. Ема, сакам да кажам не, зашто? Процесуираш. Да, па затоа имаш така, значи што сум те прашала, што требало да те прашам, не ми требало прашање. Бритни Спирс. Ама стварно личи. Која беше на млади години, она скроз, буквално. Prelepa si. Hvala, ne mogu. Uvek me moja, kad se snimam, uvek me moja kosa nervira. Znači sve, Ne samo mi kada bi zbog. kada bi ovako stalo neko gledalo.